Криминалот врз појасот Трски на Охридското езеро не запира. Само во последниве 10 дена, во 3 наврати во заштитеното подрачје на потегот од Струга до Калишта беше запалена трската на површина од дури 10 хектари. Последниот инцидент се случи вчера, и тоа сред белден. Како резултат на ваквата деструктивна појава, која се провлекува скоро една деценија, во целост е нарушен екосистемот на овој атрактивен потек, кој е буквално целосно пеплосан, а крајбрежјето е изложено на сериозна ерозија, укажуваат екологистите. Пред 20 години, со трасирање на рекреативната патека од Струга до Калишта, се направи поделба на земјоделскиот имот во приватна собственост и имотот стои припаѓа на државата. Со несовесно работење на општинската администрација, спротивно на сите законски одредби, дел од земјоделското земјиште доби статус на градежно, така што собствениците на парцелите од едната страна на патеката запоседнаа и непречено стопанисуваат, узурпирајќи имот на Република Македонија. Ние сега имаме огромни објекти од таа страна, од левата страна кон езерото, кои зошто дозволил да се изградат. Постојат институции кои што се платени тоа да го прават, да ги штитат овие делови на езерото од вакви постапки. Меѓутоа, мислам дека дефинитивно не недоволно, туку воопшто не си ја вршат својата работа, затоа што досега, барем јас не познавам, некој да е санкциониран за таквите лоши постапки кон езерото. Од Државниот инспекторат за животна средина вела дека направиле вонреден инспекцијски надзор и поднеле барање за покренување кривична постапка до јавното обвинителство Струга за сторено кривично дело загадување на животна средина и природата. Оттаму прсот го вперуваат кон општина Струга. Со оглед на општинските надлежности кои произлегуваат од Законот за управување со природното и културно наследство во Охридскиот регион, доставен е допис до општина Струга со укажување дека општината е одговорна за управување и спроведување на мерки и активности за заштита на овој регион и спречување на активности кои негативно влијаат врз исклучителните вредности. Пораките на УНЕСКО се јасни и тие не се однесуваат само на Охрид. Во кој правец ке се развива континуираниот хаос, зависи од државните институции кои имаат надлежност да спречат, да превенираат и да изречат казни, велат екологистите.